Почитувани гледачи, добро вечер. Сакам да ви посакам добре дојде во уште едно ново издание на емисијата за македонските работи. Вечера, додека ја разлистувам книгата Генералот Михајло Апостолски живот дело од Роберт Бојаджиевски, всушност сваќам колку големи луѓе во македонската историја имаме. Меѓутоа, колку знаеме, често пати така малце да ги подзаборавиме или да не обрнеме доволно внимание. Па, мојот заклучок е следниот, дека добро е што имаме луѓе кои што се занимаваат со вакви проблематики, кои што укажуваат дека историјата, македонската историја и незините успеси, подеми, падови не сме да се заборави, без разлика на сите тие тешки премрежја, на сите тие големи радости што се случувале во минатите векови, во минатите децении. Меѓутоа, тоа е животот. Животот го прават и успеси и неуспеси, и подеми и падови. Па така, сите овие размислувања се јавуваат кај мене додека ги излистувам овие страници на книгата што вечерашниот гостин ги има испишано на преку 400 и кусур страници, Генералот Михајло Апостолски живот и дело. И токму затоа му посакувам добре дојде на мојот вечерашен гостин, докторант Роберт Бојаджиевски. Благодарам, поздрав на вашите гледачи. Да. Роберт, вие пред известно време имавте промоција на книгава. Промовиравте заедно со доктор Маријан Ивановски од Институтот за национална историја во клубот Матица. И поминавте одлично, како што можев да видам. Поминавте, книгата побуди интерес и токму тоа од тука тргнува нашето идејата за нашето вечерно дружење. Ќе почнам со едно општо прашање кое што скоро на сите мои гости вака ги прашувам. Од каде идејата да се земе да се пишува за Михајло Апостолски? Зошто Михајло Апостолски? Зошто не некој друг? Еве сега ќе ви одговорам како што беше точно. Значи јас за Михајло Апостолски му слушано како дете. Уште кога бев многу мал. Од моето семејство, кое што од мајка ми страната потекнува од Пехчево. Меѓутоа е интересно што сум го слушал и од таткова страна семејството, затоа што од двете страни имам учесници во НОБ, во Народно-ослободителната војна. Да. Значи тоа сепак било и сега фамилиарно врежано. Па јас сум ги слушал тие работи тогаш, така е почнато. Сега морам да дадам Така. некој редослед на нештата. Тогаш сум го слушал тоа име, нормално, како дете не реагираш. Меѓутоа, кога дојде време да се запишам на филозофскиот факултет, случајно, мада иако нема ништо случајно, така барем јас размислувам, темата се наметна самата по себе. Затоа што го работев февруарскиот поход, како дипломска работа. И темата се наметна самата по себе. Јас тогаш мој ментор беше почитуваниот професор Никола Жежев. Веднаш се согласивме за темата и тој сакаше јас да ја работам и поради овие причини му ги објаснив некои причини и почнаа да се одмотува тоа клопче. Значи имав причина да истражувам за Михајло Апостолски и фамилиарна, бидејќи мојот роден дедо, Александар од Пехчево, е негов личен курир. Се водел, дознав сега последни, од кога ја напишав книгата или пред, од кога беше готово сето ова, дознав дека се водел како втор негов курир. Значи, имало некој и тамо некој редослед на нештата, многу бил близок со него во последните години, тоа ми го има кажувано лично и потоа сето
си ги дојде баш како книга, како страница по страница. Значи, мојот дедо доаѓаше во Скопје, он беше астматичар. Беше болен од плуѓа. Доаѓаше во Скопје обично пролет, лето, по еден месец седеше кај нас на гости, во Дебар Маало ми е куќата. И сите беа на работа, само јас бев на училиште, јас бев во основно осмоделенец. Мислам, од пето до осмоделение ги памтам убаво работите, од претходно така помалку. И тој секогаш ми кажуваше за некои работи поврзани за Втората светска војна, меѓутоа секогаш знаеше го спомне апостолски. И сега, како проаѓа годините, ние бевме сами обично. Ке се вратам ја од училиште и разговорот тече. Ке седнеме, ке играме шах или карти, нешто во тој стил. И ке почне некој разговор неформален, кој што ја гледам во шахот или ме поставува некои прашања што се за мене непознати. Ние учевме сосема друго нешто. Уште тогаш. Иако мислам дека февруарскиот поход беше спомнуван беше февруарскиот поход во Осмолетка. Беше спомнуван, имаше приредби и така натаму, тоа беше друго време. Јас сега кажувам за период од 82 до 84 година, прилика се случи ова заинтересирање мое првично, мало, како дете. Јас прочитав во книгата во едно парченце како прилози позади наведена една случка за една твоја блиц средба со Секи ви го објаснам и тоа. Со генералот. Меѓутоа тоа се така завршувам. Тоа се свој почеток и крај, затоа и го објаснувам. Тоа се некои неверојатна ситуација се случи. Меѓутоа тоа е тоа. Овие блиц моменти ќе го ставиме за поднастрана. Да, тоа беше многу интересен момент. Ми остана врежан во сеќавањата. Сега, ако тргнем со Михаил Апостолски, значи јас више осознав дека дедо ми војувал со него, толку знаев до тој период. Значи знам дека иделе низ цела Македонија, 44 година до крајот на војната, знам дека бил понатаму во Белград и толку. Не знам друго ништо. Тоа беше тој период до тие средношколски, до осмоделение и некои средношколски години, потоа дедо ми. Веќе го имаме интересот. Веќе го имам створено мал интерес, веќе има во мене, ама тоа се тие години потоа, знаете како. Сега, да преминеме на оној делот, веќе од кога го утврдивме моментот на твоето повлекување, да кажеме, интерес за Михаил Апостолски. Јас морам тоа да го напоменам и за гледачите дека ти си еден од ретките македонски војни историчари денеска, кои што, да кажеме, војни историчари кои што се занимаваат со операции, со војна историја од Втората светска војна. Еве вака. Мојата пасија, освен мојата секојдневна работа, значи јас работам сосема друга дејност и тамо исто така работам некој труд, не е битно. Меѓутоа мојата пасија од дете била историјата, посебно војната историја. Од млади години темата реално јас што сум ја проучувал беше германскиот вермахт. Според мене во моите проучувања скоро до пред крајот на војната, до одреден период е најсилната армија или војска, како сакате да ја кажеме, за организирана војска во Втората светска војна. И тоа ми предизвикуваше еден со години, со децении еден голем интерес. И ги проучував тие работи. Меѓутоа паралелно никогаш не сум го исклучил југословенското, а сега ќе кажем и македонското боиште. Така. Односно војувалиште, македонското војувалиште. Зошто е тоа така? Затоа што секои си имаат своји специфики. Македонското си има своји специфики. Тие се слични на југословенското и на балканските, меѓутоа не се исти. Так. Аспекти има многу, ќе ги напоменеме. Самиот факт што ние имаме главен штаб, тоа сакам да го потенцирам, главен штаб. Тоа е доволно да го кажам. На македонската војска. На Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Значи, тој штаб има свој командант. И така натаму. Так. Значи, главниот штаб на НОВ и ПОМ, тој факт говори
дека овдека се води војна. Тоа значи дека некој тука се бори. Некој е организиран и така натаму, но да почнеме редоследно. И да ги објасниме работите. Да, ќе ги објаснуваме. Затоа и ми се чини дека не ми се чини дека многу мина тоа веќе го јавно го говорат, дека е убаво да го потсетиме македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Ми се чини дека тоа е целата поента и тоа ми беше голема инспирација и дополнителна инспирација, дека овдека некој се борел, дека овдека илјадници луѓе ги имаат оставено коските и така натаму. Борейќи се за слободата на нашата татковина. Значи, за да има, ако има главен штаб, ако има војска, некој треба да стои на чело на таа војска и доаѓаме до моментот генералот Михајло Апостолски. Колку е значен, што знаеме, што не знаеме, колку е значен Апостолски за Македонија? Накратко, сосема според мене, блиц момент. еден од темелите на државата Македонија, еден од темелите според мене, е Михајло Апостолски. Можеме да го ставиме заедно како темел со главниот штаб, затоа што тоа е тема која што е и делива, но е многу блиска и скоро и неделива, затоа што се цело време паралелно заедно. Се развиваат. Се развиваат заедно во борбите. Дури и кога се во илегала. Значи, еден период штабот е во илегала. Меѓутоа тој функционира. А чим функционира, значи координира со борбите насекаде. Тоа значи дека еден од столбовите на нашата државност, според мене, неприкосновено Михајло Апостолски. Да, значи Не случајно академијата, војната академија ни се вика Михајло Апостолски. како еден од доказите. Тоа е еден од доказите. Апостолски генерал, публицист во повојниот период, академик, Да ги наведем. Да, многу активности. Премногу. Роден е во Ново село, во Штип. Па самиот факт, еве да почнем сега. Сосема накратко за неговата биографија. Накратко, Сосема накратко. самиот факт што е роден во Ново село говори за тежината на неговото дело. Значи, во Ново село сепак се раѓаат во тоа место македонски великани. Има и други личности, меѓутоа, тука се родени, да почнам, еве, Михајло Апостолски. Тука е роден Методија Гогов, господин Михајл. Тој е архиепископ. Архиепископот на Македонската православна црква. Тука е роден водачите на ВМРО се тука родени. Да. Значи, тука е Иванчо Михајлов, тука е и Тодор Александров. Тука се ми се чини уште еден куп великани родени. Без разлика на сите негативни и позитивни. Без разлика на сите негативни и место... позитивни, местото е историско само по себе. Учителствувале Гоце Делчев, Дамјан Груев и така натаму. Да не ги бројам, мислам дека ги имам десетина, што се онака многу видни, многу присутни во јавноста. И јас намерно ги спомнав на по овој редослед. Значи има и позитивни, има и дел негативни, има и дел, например, водачот на ВМРО, Тодор Александров е таму. Да, без тие се делови историско. Од македонската историја и тоа не можеме да побегнеме. Според мене ништо нема случајно, ја пак ќе повторам, и неговото родно место е токму историското Штипското Ново село. Со какво пред да започне Втората светска војна тој се наоѓа во Словенија. Дали има некакви војни искуства? Што се случува во тој период? Вака, Михајло Апостолски има бурно, тешко детство. Тој е роден сепак 1906 година, тој е роден на еден голем христијански празник, на Митровден. Значи, роден е во Македонија, се уште се Отоманска Македонија. Младотурците само што ќе ја преземат власта. И тој како мал, сепак тие 6-7 години, го памети тој период. И памети што на него му кажувале неговите најблиски, неговото семејство, најмногу неговиот дедо. Апостол кој што е негов идол, обично така оди, нели, син на дедо, обично така секогаш се ова внук со дедо се
внуците со дедовците се многу врзани. И така, во нивната куќа секогаш имало многу луѓе. Татко му бил многу вреден човек, исто така. Тој бил кондураџија и имале свој дуќан, меѓутоа имале и своје земјиште, се занимавале со земјоделие, така да имале работа за да преживеат, затоа што било многу тешко времето, многу детно семејство и така натаму. И тука се првите тие слушања негови за борбата за Македонија. Борбата на организацијата, борбата со османлиите и така натаму. Слушнав за Илинденското востание како мал. Дедо му ги раскажувал тие работи уште како многу мал. Нешто слично како дедо ми мене, меѓутоа он информација од прва рака. Многу по бил врзан со дедо му, бидејќи биле нон-стоп заедно. Така. Дури и на поле кога работеле, по цело време тоа се зборувало. Војно образование стекнува? Тој, значи, како мал се изнаслушал за сите тие работи, па ги увидел стравотиите на Првата Балканска војна, Втората Балканска војна и така натаму. Прва светска војна. Така. Тоа се страшни работи, посебно во тој дел тамо се случувале драматични работи. Значи, тамо е Брегалничката битка. Така. Значи, можел да увиди што се страшни работи. Меѓутоа, тој чувството за страв го немал во него. Од мал го изгубил. Зошто го изгубил? Затоа што знаел да го остави дедо му или семејството да го чува родот или во полето да остане цела ноќ сам. Во темнина. Така. И така, тој самиот, како што го читав и го анализирав, тој самиот кажува, генералот, значи, и академик Апостолски, самиот за себе кажува, ја го изгубив чувството за страв. И по логиката на нештата, тој така го изгубил тоа чувство за страв. Со тек на годините, дури покасно, тоа ќе му се поврати. Кога ќе го изгубиш ти чувството за страв, ти си бестрашен. Тоа значи од тебе понатаму може само да се роди голем воин, односно голем водач. Тоа се работите, нештата. За негова среќа имал познаници кои што и неговото семејство имало пријатели, професори кои што го упатиле да оди на војно училиште во Белград. И тој е круцијалниот момент за него. Значи, со тоа се пресудува идниот животен пат на... И патот тука му е дефиниран, така. се има изнагледано и изнаслушано за борбите за Македонија, за све, видел. Војна академија во Белград. Тој оди во Белград прво на војното училиште во Белград. Прво мора да се запише, има таму редоследност. После Меѓутоа уште како ги завршува, значи основното образование го завршува во Штип. Гимназија се запишува во Штип. Тоа многу е, уште како мал е многу интересен на професорите. Тој е одличен ученик. Го интересираат науките. Значи уште од мал. И самиот кажува. Сега и тука интересни моменти има, како ќе дошле србите, например, одма како се викаш, морал да го каже јас се викам така и така, па морал да му го додат презимето, а бугарите обратно. Значи, како се менувале? Михајло или Михаел или Михајло, тоа се случувало и он тоа го чувствувал. Иако на сите им викал, јас се демек се викам, ќе кажал Мите или нешто нагалено, така, бидејќи бил дете, тоа не го земале во предвид. И тие моменти исто така му останале во многу во сеќавање на почитуваниот покоен академик Апостолски. Така да и тие моменти се интересни, значи уште како мал е многу добар ученик. И во Белград, тоа за него бил предизвик, голем предизвик. Сепак, меѓутоа интересно, тој се снашол многу вешто се снашол. И таму имало други ученици што биле од Македонија, отидени, веднаш се спријателува и интересни податоци дава за неговото учење тамо, јас тоа го опишав, дека и во тие времиња обично сплотеноста и другарството преовладувале. Знаете, имало секакви ситуации, меѓутоа сепак не само со тие што потекуваат од што имаат потекло македонско од Македонија, туку и со други народи се соочило одма и со другите народи од поранешната кралска Југославија и се спријателил. И тоа е голема држава. Тоа, значи тука се видел тој негов начин на комуникација, дека многу добро тие вештини ги поседува. Тоа било исто така многу битно за него. Ги положувал предметите редоследно, без никаков проблем.
и продолжил понатаму со школување, со војна академија. Так. И војната кариера ја продолжува како војно лице на тогашната југословенска, кралска југословенска армија. Точно. Војната го затекнува во Словенија, кажавме. Да. На кој начин се враќа во Македонија за да го преземе, да кажеме тоа, раководството? Тој бил еден од најдобрите питомци тогаш кога завршил Кралската војна академија, но небитно како сега. Ги изучил одлично. Последно оние војните предмети го интересирале него. И предмети што се поврзани со географија. Например, геодезија, географија, нешто топонимија, за тоа бил врв. Уште тогаш се приметил неговиот талент. Имало ситуации непосредно пред војната, сега ќе кажеме, тоа е веќе во значи распореден, били малку и во штип, меѓутоа тогаш имал понизок ранг, а како генерал штабен мајор веќе станал, тоа е непосредно пред војната. Веќе добива титула мајор. Чин мајор, да. Мајор тоа е 1941, само неколку ден, само една недела пред отприлика пред нападот на пред 6 април. Знаеме ли дали има некој од Македонија во тоа време таков македонец со толку висок воен чин во нека армија? Во еве да кажеме во југословенската или сепак Михајло Апостолски? Не знам тоа, јас го немам, морам да бидам искрен. Го има врвот. Михајло Апостолски, кажав, бил мајор. Значи над мајор сепак има полковник, подполковник, и сите генералски чинови. Дали имало некој со потекло од Македонија, немам истражувано тоа. Меѓутоа, тој бил сепак еден од повидните. Сега ќе ви објаснам зошто. Во таа армијска област, во 6-та област што граничела кон Австрија, Италија и така натаму, 5-та и 6-та биле тие горе области воени, кралската тогашна југословенска армија имала, например, знаеле да направат, како и модерните армии, знаеле да направат показни вежби или во тој стил некои активности, и тој се истакнал со еден предлог таков, дал еден предлог. Предлогот негов бил шокантен за генералите, посебно за неговиот командант. Тој рекол, како ќе се освои ова место, на кој начин ќе го направите тоа. И другите неговите колеги го дале својот предлог, а тој кажал ноќен напад. И тоа било шок за тоа време, ноќен напад, со тоа оружје, како тоа ќе го направиш? И заинтригирал веднаш и го пофалиле, му дале пофалници и така натаму, и така тој почнал полека да си го гради патот. Што е друго интересно. Кога веќе станува, ги добива чиновите, тој се запознава дури и со многу луѓе, со многу, ќе кажем, истакнати луѓе. Во тоа време, иако биле на другата страна или биле идеолошки различни. Така. Идеологијата се уште не му доминира него, меѓутоа веќе кажам за Дражан Михајловиќ. Јас тоа го опишувам тука. Значи тој за Дражан Михајловиќ имаат контакти и се заедно горе. Заедно се борат. Горе во Словенија при нападот. И едни од ретките кои што се спремни да ја бранат татковината. Едни од ретките биле спремни да се борат. Значи, како понизок чин, веројатно. Така. Со тоа што Дражан Михајловиќ сепак бил тој бил со многу повисок чин од Апостолски. Меѓутоа, кога му пришол, кога разговарале меѓу себе, имале неколку два или три разговора, интересен е фактот што Апостолски го изнесува. А тоа е дека Дражан Михајловиќ му кажал следното. Јас знам дека вие македонците сте посебен народ. И вика, јас ве признавам како посебен народ. Тоа му го кажал лично Дражан Михајловиќ. Тоа е шокантно, беше и за мене шокантно кога го прочитав. Викам, вау. И за мене го проверував на неколку места, не на едно место, го проверував и јас бев изненаден, позитивно изненаден бев тогаш. Затоа што они самиот Апостолски кажува дека му е многу жал и многу криво што они идеолошки се раздвоили. Значи, оваа информација од Апостолски? Оваа информација лично од Апостолски, негова е. Дека Михајловиќ е свесен за постојањето на посебна македонска нација. Михајловиќ е свесен и му кажува дека ја сум свесен и ви ја признавам, вие сте посебен народ, македонците.
Значи тоа му го кажал лично Дража Михайловиќ, командантот идниот на Равногорскиот четнички покрет. Тој не е мал. Знаеме дека така. Тоа не е играч. Настануваат сите проблеми подоста. Така натаму. Полека откриваме детали вака од животот и од делото на Апостолски. Меѓутоа, да, веќе полека ни стимува време, осем да се задржиме малце конкретно на учеството на Апостолски во македонското партизанско движење, да видиме како влегува и кој е неговото значење тука. Со што управува? Вака се. Значи, после кратката априлска војна, сепак тој покажал одредени успеси, меѓутоа како и пошто бидејќи целата армија се распаднала, што е факт. За брзо време се повлекува кон Љубљана и таму е заробен. Оди во заробеништво прво во Трст, потоа во Риека, тогаш се викала Фиуме, Риека е Фиуме, знаете. И наоѓа начин како да се повлече до Македонија и да повлече со себе уште 12 други негови севкупно војници или соборци. Како на италијанците им рекол, ние сме македонци. И кога проверувал во нацијата, не пишува нација македонци. Како вика не пишува нација македонци? Па ние сме македонци, вика не сме други. И италијанецот се сложил, бил некој коректен старешина, ги ослободил, а веќе по патот самиот бил свесен дека ќе го запрат во Загреб домобрански усташки патроли и така натаму. Меѓутоа, бидејќи бил многу популарен и во поранешната војска, тој знаел дека меѓу нив сигурно има некои од поранешните чинови што биле заедно по академиите. Тој ги поминал сите академии. Па ќе може да помине. Да, и така поминале уствари со сите. Кој ги видел и така прошол. Така се повлекле до Македонија, а во Македонија веќе е друга ситуацијата. Тука морал да добие легални документи, тоа го направил преку татко му. Бидејќи татко му бил, тоа не го спомнав на почетокот, учествувал во ополчение, тоа е познато. И таму бил тешко ранет и поради тоа на Михајло му даваат документи. Така да тоа е уште за него добро, не бил илегален, туку бил можел да се движи, а тоа било круцијално. За првиот период на војната зборувам сега. Так. Едно интересно прашање морам да те прекинам. Се вклучува тој во дали е комунист? Дали се вклучува во комунистичкото движење? Тој самиот за себе кажува, значи тоа е многу интересен момент, некаде околу 1942 година, значи не прва, тој комуницира со комунистите во Словенија. 42-а? 41-а комуницира тамо со комунистичката партија тајно, пред војната априлска и така натаму и така натаму. И тука е, он е професионален војник. За него мора да се каже дека тој е прво професионален војник. Затоа го поставам прашањето, бидејќи го знаеме како војно лице. Веројатно, а он кажува напреден. Јас сум еден од напредните. Многу пати го повторува тоа. И тоа ми беше чудно. Значи тој се смета за напреден нешто помеѓу комунисти и нешто понапредно, што е дополнително за анализа и интересно да се анализира. Меѓутоа треба многу уште пообемна материја да се истражи. Тој се вклучува веднаш во движењето на отпорот, би рекол, во Македонија. Значи прво е формирана таа комисија. Првиот председател на војната комисија е како се викаше, формирана е комисијата. Формирана е комисијата, за жал и тоа е многу позната личност, меѓутоа не успеале да имаат некои понормални односи. И после првите тешки порази, тоа не се порази, тоа се сепак излагање на терен. Првиот скопски НОПО е излезен уште на 28 август 1941. Мораме да сметаме дека тоа малобројни луѓе, малку вооружени, слабо наоружани, излезени на терен, ми се чини одлуката избрзана, меѓутоа како и да е. Се случуваат тие работи во 1941-та, посебно во 1942-та, тој уште во 1941-та станува член, значи, на тој прв, значи го следиме движењето од комисија, развојот од комисија до главниот штаб на НОФИБОМ. Па има главен штаб на НОПОМ и така натаму. Има Скопје си има одделен штаб и така натаму. Тој веднаш се наметнува. Меѓутоа, би рекол, екипата или луѓето, составот е брилјантен веднаш на вториот. Тука се Мирче Ацев е, например, тука.
Мирче Ацев. Тука е Страшо Пинџур, Лазар Колишевски, значи една плејада на еминентни фактички и политичари и војници. И херои. Па да, Мирче Ацев, Значи, Страшо како да ви Пинџур, кажам, народни херои на Кузман Југославија. Јосифовски питуе тука. Тој е борец невиден, како да ви кажам. Така да тој состав е многу силен. Меѓутоа процениле и фактички тие се до 1943 година делуваат како колективно тело. До 40 Главниот штаб, тој е главен штаб на НОПОМ. колективно тело. Тоа е колективно тело и носи одлука да го прогласи него за командант. А таа одлука е поврзана и со врховниот штаб. Зошто? Сега, Затоа што доаѓа во меѓувреме темпо. Го убрзувам сега. Така. Да не Го заклучувам ова. Значи до 43 година во Македонија 41 и 42, да кажеме колективно телото. колективно тело кој што управува со Со војните операции во Македонија. Да. А од 43 година 43 година веќе имаме тоа командант. тело командант Има дополнително тело што се вика командант на Михајло Апостолски. Михајло Апостолски. Него гласаат сите овие луѓе од Сите. значи ги знаат. Не го гласаат само тие, сакам да ви кажам, не го гласаат само тие. Значи, тој има подршки лично од Јосип Брз Тито. Тоа е круцијалната подршка. Тоа доволно кажува за да кажам неговите сега од темпо, ми се чини дека е од Тито, она што јас го изанализирав, од Тито подршката е исклучително, зашто Тито многу бил свесен за своите војници, прави војници. Немал тој многу старешини од поранешната кралска војска. Токму тоа сакам и тој да го сакал тоа да го потенцирам. искористи. И јас тоа ми стана веднаш јасно, додека ја работев темата. И правилно постапил, и Тито бил, Јосип Броз правилно постапил. И многу често, кога имале некакви одлуки да се носат, ако кажал Апостолски, ако кажал темпо вака треба да биде, и Апостолски ако рекол не може да биде така, ќе биде вака, тогаш разговорот завршувал за темпо и тој се повлекувал. Ако не се повлекувал, одма, пошто биле цело време на линк, имале комуникација. радиостаници, биле врзани, да, обично се случувало да добие, што се вика, да биде искаран од Сега, врховниот штаб. ме интересира еден момент, што сега го спомена, што ми отвара други прашања. Дали во литературата се сретнува каков е односот на Апостолски со темпо? Дали се наоѓаат во суде, бидејќи знаеме темпо односот кон има некој понекогаш и преарогантен однос кон македонските партизански единици, кон македонското ослободително движење. Самиот знаат едноставно да се наметне. Каков е односот? Еве кажавте дека кога станува збор за војни стратегии, темпо се повлекува. Тоа е признание за умешноста на Апостолски. Неприкосновено, да. Меѓутоа, вака сега ќе ви кажам, не би, значи првиот мал конфликт нели е војната таа првата комисија со Методија Шаторов Шарл. Меѓутоа како и да бил, сепак имале само еден состанок и тој коментира, тој одстапи поради тоа што го објаснивме дека имале жртви. И за тоа е така постапено тоа ствари судар на комунистичките партии, тука се мешаат и партиите, така да тоа е одлука и на Коминтерна и на Комунистичката партија на Југославија. Сега, од овој аспект подоцна гледано за темпо. Темпо сепак, јас ќе кажам, колку и да сме го проучувале, колку и да наши колеги историчари говореле, имало и неубави коментари, јас сум ги читал и за некои се сложувам, ако било така, за некои треба да се дополнително да се истражи, сепак има темпо за Македонија, кажано и премногу убави зборови. Например, како што ние имаме Асном, така и србите имаат нивни во Србија, што се одржал на еден таков говор, веќе е јавно познато каков бил говорот на темпо. Дека македонците имаат право да се обединат. Значи сите три дела. Тоа го кажува темпо, не го кажува никој друг. Темпо го кажува. Затоа што вика јас пропатував секаде и бев вика со главниот штаб и во Егејска, сум бил вика и во Пиринска и тука.
И знам дека народот тоа го бара. Тоа се зборови на тема. За време на Втора светска време на војна, Втора светска војна. македонците, значи, постојано повторуваат дека барат обединување на Вардарскиот, Сокиринскиот и Егејскиот дел, а за тоа е свесен, а за тоа е свесен темпо. Свесен е темпо. Да, меѓутоа во подоцнежниот период се во случува 1944 јавно го кажува тоа. Јавно го кажува. Во 1944 и тоа некаде во октомври, непосредно или во декември, непосредно по ослободувањето на Македонија. Каков е ставот на Апостолски за тоа можно обединување за проширување на воените акции надвор од Тоа е вака сега. од тогашната Јас Југославија? тоа го проучував, прво се работи за премудар човек. Апостолски е премногу мудар за да тоа го искаже на начин да одма сите све сватат некако. Туку многу бил внимателен. И тој го објаснува. Зошто бил внимателен? Затоа што бил свест и затоа што не сакал судар. Меѓутоа, јас во моите проучувања и моите анализи, пошто ги анализирав и некои други документи од, накажеме, што истражуваат почитуваните Теон Джинго, професорот, и така натаму, и Тодор Чепреганов, почитуваниот професор, значи британските мисии и така натаму, имав нешто да видам. Јас сватив дека Апостолски, вие ме прашувате се една доста тешка тема, не можем да кажем дека не е за обединување. Како може да не е за обединување кога тој февруарскиот поход го започнува од Меглен, од фактички го започнуваат од денешна Северна Грција, односно ја одат цела Егејска Македонија. А тоа е еден грандиозен поход. Ете, сакав малце да го кажам нешто, некој збор за него, барем. Ајде за време. Да, ајде за тоа да позборуваме. Февруарскиот поход. Февруарскиот поход е нешто, не знам, за пофалби е ретко видена работа во војната историја. Зошто? Па затоа што се работи прво за зима, со во многу лоши услови, нон-стопни борби, со 10-кратно посилен непријател. И ти да поминеш 400 и нешто километри, 420 километри од Егејска Македонија, па да влезеш во Источна Македонија и да дојдеш до Козјак, до Свети Прокопчински, да се изрезам да ме разбере публиката, па тоа е неверојатна една работа. Мене ми е уште неверојатно, пошто ги читав деталите. Значи, имале време, се борат со саати против многукратно посилен непријател, меѓутоа веќе тие бригади македонски се искалени. А дали има тука само бугарски единици или има и германски единици? Со германски, претежно со германски во Егејска Македонија, ако ќе влезат во Македонија, се борат со бугарските. Мислам, и со едните и со другите. Значи, тоа се битки, тоа напади со контранапади. По тоа бил познат Апостолски. Он имал една феноменална војна доктрина, која што е развил, напад на повеќе места одеднаш. Односно, го збунувал непријателот. Иако со помали војни сили. Така? Иако со помали војни сили. Со помали војни сили, за да го збуни, за да го шокира непријателот. Па дури во помодернава историја, се не сакам да кажувам каде, јас приметувам дека некои негови тактики се применуваат. Односно, сметам дека генералот, тогашен Михаил Апостолски, и текако треба да биде присутен во академиите во светот. И мислам лично дека многу се проучуваат неговите битки. Пред се затоа што тој ги победил сите битки. Тој најкруцијалните битки ги има добиено. И потоа се гледа големината на еден војн. Пред се он е сепак командант, значи он меѓутоа пошто бил на чело, многу често пат издал такви излети да прави, тоа ми го кажувале. И тоа сум го слушнал со своји уши. И со своји очи сум го гледал, мислам човекот што ми зборувал и веќе не е еден, повеќе се. Така да значи шокантно е тоа што го правил. Навистина имал фантастични одлуки во момент што ги носел. Во момент ги носел. Тоа е една одлука, пример ќе ви кажаме одлука. Во Сливово имаат советување, опколени се скоро од сите страни. Имаш тука германски сили, бугарски сили, балистички сили. Штабот е таму, во Дебарца, во Западна Македонија, 1943 каде што се прославува, фактички почнува да расте името на Апостолски. Тамо почнува да расте името на Апостолски. И темпо вика на тој собир, каде што е
и целиот војно-политички врв на Македонија, пошто се заедно со британска амбасада. Ово е британска војна мисија. Така. Темпо вика најкраток пат ние од тука вика да се пробиваме преку, не знам, одреден број на така тежок терен за проаѓање и да дојдеме до Козјак. Значи таргетот е уште тогаш Козјак. Така. Козјачкиот насив. Така. Помеѓу Македонија и Србија денес. Така. Претежно и во Македонија тој терен. Меѓутоа, ако се тргнело така, тоа ќе било веројатно, тоа го проценил Апостолски, тоа ќе Масакр. било масакр са и тежок пораз на нашите војни единици. Што направил Апостолски? Веднаш го прекинал, значи го прекинал и кажал не, ние ќе одиме по многу потежок пат и ќе одиме вака. Редоследно. Значи тргнале од Западна Македонија, од славна Дебарца, преку Галичица, се симнуваат во Герман, село Герман, се одмараат, тамо се случуваат некои работи, па одат за Меглен, во Егејска Македонија, тука и Кожув, двете се бази за партизани. Значи тој бил свесен подобро да прво да одат 100 километри, да изодат во силен марш, Така. да се одморат им, на трупите, на војските им треба одмор. Значи тие се во целодневни борби и така ги заштитил. Значи одеднашка се трга од видокругот на непријателот, територијата им ја остава, да кажеме, иако пред тоа биле страшни борби, два пати Кичево паѓа од раце на раце, нели, и Дебарец се ослободува и така натаму, не е битно. Меѓутоа, со овој потез ги шокирал. Значи, Темпо му го поништил предлогот фактички. И за таа одлука има депеша од Врховниот штаб, кој што вика, го опоменува Темпо да не се меша во одлуките на Апостолски. Кој ќе каже Апостолски нешто, мора го слуша. Во главниот штаб, во генералот. Од Тито. Така. Од тој штаб. Збориме од тој штаб. Пошто тоа се драматични ситуации 1943 година, нели второ заседание на Авној, борби во Босна, борби и во Македонија драматични се борбите. Сакам да кажам, борбите во Македонија си имаат своја посебност, уникатност и драматичност. А тоа благодарение на Апостолски дојдено е до победата. Сега сигурно тука се многу други луѓе вклучени. Абсолютно. Многу други команданти, затоа што секоја бригада си има своји батальони, па си има команданти на батальони, па има командант на бригада и така натаму. И тоа го анализирам сега за понатаму, го спремам за докторатот, така да тој моментум за понатаму ќе ми биде вака почист. Так. Меѓутоа, еве, овој момент беше интересен како пример да ви го кажам. Веќе се приближуваме до крајот на емисијата. Можеме да утврдиме дека Апостолски е брилијантен генерал, брилијантно ги води тие македонски борбени единици. Македонија се ослободува, се воспоставува македонската држава. Да кажеме се водат завршните операции, војни операции или борби за ослободување на Македонија. А тоа не се едноставни борби. Прашањето е што се случува со ова би завршиле? Во повојниот период ние посветивме така значително внимание на борбените активности во Втората светска војна. За Михаил Апостолски може многу да се зборува. Сосема накратко. Многу се интересни завршните борби. Повојниот период. Бидејќи сакате да ги прескокнеме, а за мене се затоа што го скокаме асном, ајде за понатаму. Значи, еве Скопската ослободителна операција. Јас ја нарекувам така. Јас прв ја нареков така и баш ме прашал на Институтот за национално историје, рече Роберт, од каде се ти текна вака да се вика. Па викам затоа што е ослободителна војна операција. Затоа што се спремала со денови, затоа што се бореле со денови. И му објаснував. И мислам дека многу добро ме прифатија колегите и многу ми честитаа. И тоа е исто една статија од прилика 20 страни, мислам да ја направам поголема од 50-тина, бидејќи Скопје го заслужува тоа како круна. Скопје е круна затоа што Скопје е главниот град на идната република. Так. Разбирате? Од повеќе правци доаѓаме до Скопје. Сега Скопје откога ќе се ослободи, Скопје се ослободува, што се случи? Тогаш почнува драмата. Тогаш почнува драмата на и за Апостолски. Почнува еден друг период, потежок за Македонија, потежок е за Македонија, тежок е за нас да го проголтаме. Знаеме за скопските настани, за желбата да се оди на Солун, сето тоа јас го имам и изучувано и пишувано и така натаму.
И тука е тој круцијален момент, значи, јас сум убеден дека тој спремил све. Подготовката била направена. Подготовка за што? Подготовка да се оди на југ. Подготовка некаква тајна има правено. Има дури и документи некакви. Подготовка за одење ослободување. За ослободување на Солун. Нема што Егејскиот дел. нема што да се ослободува, видите. Таму е празен простор. Значи празен просторот е. И многу сега кога поразговарав со некои еминентни доктори историчари, викам, самите кажуваат, британците се во Тесалија, а Тесалија сепак подоле од Македонија. Зошто би дошло до, и тогаш викам, зошто би дошло до меѓусојузнички конфликт? Зашто мислите дека би дошло до меѓусојузнички конфликт? Па не би дошло. И затоа и Тито оди на Трст. Ме разбирате? Затоа што знае дека нема да дојде до меѓусојузнички конфликт. Знае, затоа што не може да дојде до меѓусојузнички конфликт. Можело после тоа, ако отишле, ако Апостолски, например, успел да се наметне кај Тито, а не успел. Тој се обидел, но не успел. Тито не му дозволил да се оди на југ. Тоа е дефинитивно. Тоа е сигурно. Едноставно не успеале. Не успеале, он отишол, вика, одиме во јануари, значи одат не во декември. Тој отишол во Белград. И вика, со Цветко Узуновски биле заедно. И вика, носев полна торба со документи. Тоа е исто шокантни работи се тие. Исто и тоа го проверува повеќе пати дали било така, но така изгледал. Не документи, него мапи. А пошто бил он картограф, за мапирање бил врвен, тоа се гледа и по документите што ги оставил, веројатно имало мапи од Македонија, од цела Македонија. Каде што се борел? А каде се борел тој? Па февруарски поход низ цела Македонија, се борел во Западна Македонија, се борел за завршни борби и така натаму. Сите документи ги носел, претпоставам. И кога му кажал на Јосип Брос, господине маршале, или тогаш дали бил веќе маршал, или команданте, да ви презентирам, само му рекол не треба. Со тоа се завршува приказната. Завршува приказната. А направил голема грешка пред тоа што на некој од мисиите им рекол дека Македонија е ослободена, мислејќи добро. Он делувал добро. Бил доста тиво коректен. Одете на други места во Југославија каде што сте попотребни, овдека може помалку да останат и како го сватиле, тоа веројатно го сватиле малце арогантно, можеби го сватиле и интервенирале кај Јосип Брос. Ми се чини дека интервенцијата директно направена, дека очигледно се претерува за некои работи во тој момент, затоа што видите и во Македонија, и Југославија и Грција се нападнати на 6. Така, двете држави се горе-доле во исто време и нападнати и се водат борби против фашизмот во двете земји. Така да од тој аспект гледано логичен е овој расплет на настаните, иако можело да биде, и јас според мене, можело да биде различно, меѓутоа одлуката била, сега веќе топката била кај Јосип Брос Тито, кој што одлучил, како што одлучил, да не се оди на Солун, ќе повторам, да се оди на Трст. Со оваа информација полека привршуваме. Почитувани гледачи, мислам дека отворивме со вечерниот гостин многу повеќе прашања од колку што дававме одговори. Меѓутоа, оние одговори што ги добивме, мислам дека беа доволно јасни за да сватиме момент кој што се одвива во Македонија во тие општествено-политички услови 44-45 година, бидејќи ова е голема... Ги начнавме сега, не навлеговме во сите детали, начнавме меѓутоа драматични се тие. Бидејќи ова е голема тема, понатаму ќе размислуваме да се сработи и по војниот период на дејност на генералот Михајло Апостолски. Јас во оваа прилика ве поздравувам и ви посекувам пријатна вечер.